Државно вработување, образование, медиуми и слично се само дел од привилегиите кои ќе ги добијат бугарите, хрватите и црногорците и останатите со евентуално внесување во Уставот на Македонија. Во членот 11 од Законот за правата на заедниците кои се помалку од 20%, јасно е пропишано кои се права ќе ги добијат овие заедници. За припадниците на заедниците при вработувањето во органите на државната власт и другите јавни институции на сите нивоа се применува начелото на соодветна и правична застапеност. Согласно со закон се вели во член 12 од Законот за правата на заедниците кои се по 20%. Се вели во член 12 од Законот за правата на заедниците кои се по 20%. Освен ова, нововлезените заедници во државата ќе добијат и право на медиуми, а според она што е законски пропишано, ќе имаат право и на програма на националниот сервис. Припадниците на заедниците имаат право на примање и пренесување на информации на својот јазик и писмо преку електронски и печатени медиуми. Согласно со закон се вели во член 7 од Законот на правата на заедниците, кои се по 20%. Се вели во член 7 од Законот за правата на заедниците кои се под 20%. Освен ова, припадниците на заедниците имаат право да основаат културни, уметнички, образовни институции, како и научни и други здруженија и фондации заради изразување, негување и развивање на нивниот идентитет. Согласно со закон, се вели во член 10 од Законот за правата на заедниците кои се под 20%.